Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Добро утро, почитувани гледачи, срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. Еве денеска 8 во Кавадраци, топол сончев ден, после дожливите денови, денеска имаме плюс 17, така да пред нас еден сончев ден, иако можно е и денеска во попленените часови да не изненади времето, но како е да е, одиме кон потопли денови. И ова наша утринска емисија ќе отпочнеме со една мудра мисла. Големата среќа доаѓа од небото, малата од човекот. Така да и денеска ете да се потпреме на небото, на Господа. Од Бога доаѓа се оно што е добро. Но ете и мали нешто може да дојдат и од нас луѓето. Како е да е, пред нас е нов ден, понеделник, работен ден и посакувам успешна работа. Одеме на почетокот со една убава христијанска песна. Дали чекаш и стражариш, брате? Дали спремен си во секој час? Тој ке дојде и нас ке не земе. Ти дали ке бидеш со нас? И се ке се сруши тој ден, тој ново ке создаде се, со ангели ке сме тој час, Исусо сите нас. Дали некого учиш за него, дека тој ке не посети нас. Исус ке дојде за да не земе, се ближи тој славен час. И се ке се сруши тој ден, тој ново ке создаде се, со ангели ке сме тој час, Исусо сите нас. Еве не повторно во емисија, почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата денешна програма. Како што веќе кажавме во самата најава, денеска во Кавадрици 8 на сончев ден плюс 17 степени.
На почетокот да ги проследиме сервисните информации. Денеска, како што кажавме, 13. јуни, понеделник 2022 година, или 164 ден во ова календарска година, а до крајот не очекуваат уште 201 ден. Сонцето изгреја во 4 часот и 58 минути, а истото ќе зајде во 20 часот и 6 минути. УВ зрачењето денеска ќе биде плюс 7. Што се однесува до временската прогноза, сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи на места во форма на невреме. Еве, се уште, значи, ќе се појават и такви моменти, грмежи, дожд, но и невреме што многу земјоделци стравуваат, бидејќи во минатите денови имаше доста штета од паднатиот град во поедини делови на нашата земја. Што се однесува до денешната температура, во теквишијата ќе биде од плюс 17 до 28, во Гевгелискиот регион променливо облачно од 20 до 31, во Беровскиот регион од 11 до 24, ќе има грмежи и локален дожд, во Кумановско од 13 до 25, во Скопскиот регион исто така ќе биде нестабилно, посебно во попладневните часови од 17 до 28 степени, во крајниот западен дел на Македонија од 10 до 20, во Охридскиот регион исто ќе биде променливо облачно со грмежи во попладневните часови од 13 до 24 и во Пелагонија од 14 до 26 степени. Што се однесува до временската прогноза за утре, температурата ќе оди нагоре, значи веќе имаме до 32. Повторно ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со умерен повремено заселен ветер од северен правец. Попладне повторно ќе има појава на пороен дожд и грмежи претежно во планинските подрачја. Но веќе од среда, четврток, температурата и времето ќе се стабилизира и ќе се искачи до 34 степени, тамо некаде на 17 јуни. Како е да е, ќе следиме прогнозата во нашата утринска програма. Што се однесува до информациите кои ни доаѓаат од Автомотосојузот на Македонија, тие известува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по наместа влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолго задржување за влез и за излез од нашата земја. Автомотосојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со моторните возила, особено на патиштата, низ котлините, речните долини и клисури. Овие денови за време на викендот на поедини делници во Македонија имаше одрони, така да еве на пример вчере во Прилеп, односно на патот Росоман Прилеп, имаше големи одрони кај клисурата и цел ден беше патот затворен, реката се изли, така да мора градежните машини тоа да го расчистат и луѓето беа многу нервозни. Затоа внимателно возење, посебно кога врни дожд и можно е да дојде до лизгање на земјиштето и да одрони на карпи. Како е да е, внимателно возење, значи и во градските средини, посебно на пешачките премини, да се почитува сигнализацијата и секогаш пешаците имаат предност. Што се однесува до рубриката на денешен ден, еве ќе ви пренесам неколку интересни информации или настани кои се случиле во минатото. На денешен ден, 323 година пред нашата ера, во Вавилон умрел Александар Македонски, син на Филип II Македонски и на Олимпија, ученик на Аристотел. Со своите походи, на кои неговата војска за 8,5 години поминала 18,000 километри, создале држава каква што не постоела според пространството ниту пред него, ниту по него. Роден бил во Пела на 22 јули 356 година. Интересно, кога станува збор за Александар Македонски, тој умрел на 33 години, релативно млад во својот живот, но
za той краток живот, како што запишал историјата, тој го освоил целиот тогашен свет. 18.000 километри поминале, тогаш немало авиони, немало возови, немало автомобили, патувале со коњи или пешки. На денешен ден, 1831 година, во Единбург е роден Джеймс Кларк Максвел, англиски физичар, најголем теоретски физичар на 19. век. И ова е интересно сега за Македонија. 1894 година на денешен ден пуштена била во сообраќај железничката пруга Битола-Солун. Знаеме дека некаде во 20. век повторно се возеше низ таа пруга Битола-Лерин, меѓутоа со време беше таа прекината и сега овие денови се прават напори повторно да биде воспоставена таа пруга, односно тој сообраќај помеѓу Битола и Грција до Солун. Така да ќе видиме овие денови посебно за време на летото. На денешен ден, 1899 година, роден е мексиканскиот композитор и диригент од индиско потекло Карлос Чавес, основач на симфонискиот оркестар на Мексико. На денешен ден, 1905 година, во Првата светска војна, германците усмртиле 162 жители на Лондон на првото масовно бомбардирање на британската престолнина од воздух, при што учествувале 14 бомбардери од типот Гота. Значи 14 авиони го бомбардирале Лондон и тогаш загинале 162 жители. 1940 година на денешен ден Париз бил прогласен за отворен град во Втората светска војна, а веќе утредента германските трупи го зазеле. Одиме понатаму. На денешен ден, 1956 година, последните британски трупи ги напуштиле базите кај Светскиот канал, препуштајќи му го после 74 години овој воден пат на Египет. 1982 година, на денешен ден, американскиот вселенски брод Пионер 10, поминувајќи покрај Нептун, станал прво летало направено со човечка рака кој излегло надвор од сончевиот систем. Ете, тоа се случило 1983 година. 1993 година, на денешен ден, Ким Кемпел станала прва жена премиер во историјата на Канада. На денешен ден, 2003 година, усвоен бил нацрт уставот на Европската Унија. Еве нешто од Македонија. На денешен ден, 2006 година, на 82 години, на 82 годишна возраст, во Охрид починал познатиот македонски ликовен уметник Вангел Наумовски. Со своето творештво Наумовски во 60-тите години на 20-тиот век станал познат не само во Македонија, туку и во европски и светски рамки. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервис информации. Одиме сега со песна, потоа ќе се вратиме повторно да ги проследиме и останатите рубрики во нашата денешна програма. Ja znam da možeš od mraka svetlo stvoriti, od suza dugu razliti i smrti život vratiti. Ja znam da možeš sve. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od pola biser stvarati, od znoja hleba davati, od truda mnogo radosti. Ja znam sve možeš ti. Može li slomljeno krilo ponovo leteti nebu? Mogu li čovek i žena ponovo naći sreću? Mogu li rane zarasti i sužnji doći slobode? Da li se žene duše mogu napiti vode?
Ja znam da možeš od mraka svetlo stvoriti, od suza dugu razliti i smrti život vratiti. Ja znam da možeš sve. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od pola pise stvarati, od znoja hleba davati, od truda mnogo radosti. Ja znam sve možeš ti. Može li pustinja suva postati rajska bašta? Može li kameno srce naučiti da prašta? Može li Bog da mi vrati što smrt mi je uzela moje? Može li ljubav da vrati veru u srce tvoje? Ljudi nemaju leka za ove jade svoje, ali ja verujem tebi, Isuse, sve možeš ti. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od mraka svetlo stvoriti, od suza dugu razliti i smrti život vratiti. Ja znam da možeš sve. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od pola pise stvarati, od znoja hleba davati, od truda mnogo radosti. Ja znam sve možeš ti. Ljudi nemaju leka za ove jade svoje, ali ja verujem tebi, Isuse, sve možeš ti. Evo nepovtorno uživo v našата програма. Почнемо гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма. Поздрав до гледачите од Македонија, секако ги има најмногу, потоа од Србија имаме еден добар број на гледачи, од Германија, Холандија, Швајцарија, Словенија, Хрватска, Босна. Имаме од Австралија, Америка, па и од други земји во светот. Така да, еве, нашата емисија се следи во живо, но исто така ова емисија се снима и ќе може да ја погледнете и во другите делови на денот на нашиот YouTube канал Радио Гласна Надежта и на Facebook страната Радио Гласна Надежта. Продолжуваме со капки на мудроста. Што се може да се купи со пари, знаеме. Тие што имаат пари може да купат се, но дали парата е таа главната движечка сила во животот? Еве што некој запишал. Со пари можеш да купиш куќа, но не и дом. Може да купиш кревет, но не и сон. Може да купиш часовник, но не и време. Можеш да купиш книга, но не и знаење. Можеш да купиш книга, како што реков, но не и знаење, но можеш да купиш и положба. Значи, со пари може да постигнеш да станеш директор или некој председател на држава. Секако треба те гласат луѓето, но не и почит. Затоа што некои дошле на власт, но не по оној природен редослед и затоа можеби не се ни почитувани. Може да си платиш за лекар, но не и здравје. Значи може да го платиш најскапиот лекар во светот да дојде да те лечи, но не може да си купиш здравје. Можеш да си купиш живот, но не и душа. Кога е во прашање душа, се мисли на она расположение во душата додека човекот е жив и додека се радува. Може да си купиш жена. Во некои држави си купуваат луѓето и жени, но не и љубов. Може да си купиш се материјално, но никогаш духовно. Ете, навистина, таа листа може да ја продолжиме, што се може се купи со пари, но она што човекот го чувствува внатре, она радост и среќа, не може да се купи со пари, туку со нешто друго. Одиме сега да ја проследиме рубриката кратка утринска приказна за деца, односно и за нас возрастните. Како изгледа слонот? Во Индија еднаш еден слон го донеле во дворот на некој дом за слепи. Значи, замислите, слон бил донесен
во еден дом каде што луѓето биле слепи. Тие не го познавале тоа животно зашто не можеле да го видат, а немале представа ни како изгледа. Многу од нив љубопитно го допирале. Кога слонот го однеле, слепите луѓе седнале и сега почнале да зборуваат, да разговарат како изгледа слонот, но почнале да ги кажуваат своите впечатоци. Секој од нив допрел само по некој дел од слонот, па поради тоа немале исто мислење за тоа како изгледа слонот. Еден од нив го опипал или го допрел огромното уво, па рекол: слонот е сличен на вреќа. Не, рекол другиот, слонот изгледа како столб. Тој ја напипал неговата нога. Ама сте глупави, јас на вистина го допрев слонот и тој изгледа како јаже, рекол третиот. Тој ја допрел опашката од слонот. Баш така, рекол четвртиот, кој ја осетил долгата и тешка сурла на својот грб. Ти си во право, слонот личи на долго, дебело јаже. Кога двете мислења се потврдиле, другите морале да молчат. И сега кутрите слепци сите морале да мислат дека слонот е едно долго, дебело јаже, а не сакале да ги послушат луѓето кои биле во состојба да гледат и кои настојувале нивните различни впечатоци да ги соединат. Нели е така, почитувани пријатели, драги гледачи со нас луѓето? Кога е во прашање вистината, секој мисли дека ја познава, но само има сватено неважен дел од неа. А и тоа многу често сосема погрешно. Дори и две човечки вистини да се поклопат за некое важно животно прашање, тоа не значи многу. Она што ни е најмногу потребно е светлината што ни е дадена во Библијата. Зборот на вистината, тоа е правата вистина. Што Бог кажува преку речта негова, преку Библијата. Ние може да погодуваме и секој да биде во право што е тоа вистина, но постои само една вистина во Свето писмо е запишена. На тој начин Бог сака да не научи за нашето вечно спасение, значи да го послушаме Него. Ако ние сите ја кажуваме, условно кажано, своето ведување или својата вистина, ќе има безброј, ќе има 7 милиарди вистини, што е невозможно. Затоа Исус рекол: јас сум патот, вистината и животот. Да го следиме и денеска, овој понеделник, Исуса Христа во нашиот живот. Одиме понатамо со песна. Еве после ова детска песна, повторно сме во живо. Почитувани гледачи, вие следите програмата на Радио Глас на надежда. Утринска програма која се емитува секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува утринскиот текст за денеска кој го наоѓаме во првото послание на апостол Петар, во првата глава 18 и 19 стих. Знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато, од својот суетен живот што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на Христа како невино и чисто јагне. Знаејќи, вели Петар, дека со пропадливо сребро
или со пропадливо злато, не сте откупени од своето суетно живење. Ако со тоа можеше да се купи спасението на човекот, колку тогаш би било полесно за оној кој со право вели «Моje среброто и мое златото». Но престапниците на светиот Божи закон можеле да бидат откупени само со драгоцената крв на Божиот Син. Со својата бескрајна жртва и неискажливи страдања, нашиот откупител ни го ставил откупувањето на дофат на раката. Во овој свет тој останал неславен и непознат, за своето прекрасно спуштање до човекот и своето понижување да може да го издигне човекот и да му овозможи да прими вечни почести и бесмртната радост во небесните дворови. Во текот на 30-тите години од својот живот на земјата, неговото срце било мачено со несватлива болка. Неговиот пат од шталата до Голгота бил одбележен со тага и жалост. Бил човек на болката, ја познавал тагата, издржал такви душевни маки какви што ниеден човечки јазик не би можел да ги опише. Тој навистина можел да каже: погледајте и видите има ли болка каква што е болката со која сум јас погоден. Иако го мразил гревот со целосна омраза, сепак на својата душа ги натоварил гревовите на целиот свет. Без вина ја претрпел казната наместо виновниците. Невин се понудил себе си како замена за престапникот. Вината за сите гревови ја притискала божествената душа на откупителот на светот со сета своја тежина. Злите мисли, злите зборови, злите дела на секој Адамов син и керка повикувале на одмазда против него, бидејќи тој станал замена за човекот. Иако вината за грев не била негова, неговиот дух бил растргнат и мачен со престапите на луѓето. Оној кој не го познавал гревот станал грев заради нас, за ние да можеме да станеме праведни преку Бога, преку него. Колкава цена е платена за нас. Погледнете на крстот и на жртвата издигната на него. Погледнете ги тие раце прободени со клинови. Погледнете ги неговите нозе приковани на дрво. Христос ги носел нашите гревови на своето собствено тело. Неговите страдања и агонија ја представуваат цената за нашето откупување. Еве тоа беше соодветниот коментар, почитувани гледачи, на денешниот утрински текст кој го најдовме во првото послание на апостол Петар, првата глава, 18 и 19 стих. Знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато, од својот суетен живот што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на Христа како невино и чисто јагне. Значи за тебе и за мене, за сите нас почитување платена голема цена. Не злато и сребро или диаманти, туку Исус својата собствена крв ја пролил за нас. Некој морало да умре. Се нудиле ангелите, но не биле достојни да платат откуп за тебе и за мене. И затоа член од небесното тројство, Исус Христос, се одлучил да дојде на ова земја, да се роди како бебе и да живе 33,5 години, да го покаже, да го трасира тој пат кој треба ние да го следиме. И затоа фаламо на Исуса за неговата жртва, за неговата смрт, но и воскресение, бидејќи преку воскресението ние добиваме вечен живот, зашто тој ја победил смртта на втората смрт, вечната смрт, смрт од која нема повеќе будење. Доколку сакате, почитувани гледачи, да имате ваше собствено писмо, да имате Библија, пишете ни. Ние имаме на располагање за вас бесплатна Библија и затоа слободно напишете во нашата редакција, напишете ги вашите податоци, а ние ќе ви спратиме по пошта. Исто така ќе можете да изучувате дописата Библиска школа под дописе пат онлайн, значи на вашите таблети, на вашите компјутери, напишете библијата зборова.мк и ќе ви се отвори веб страницата на која ќе ги прочитате основните информации како да ја проучувате Библијата. Одиме сега со рекламата на дописна Библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува.
Ova web stranica je kreirana za da vi obezbedi sveopfatno, organizirano i temeljno proučuvanje na Biblijata. Kursevite se besplatni i bez obvrski. Možete da go sledite vo koje bilo vreme togaš koga vam vi odgovora. Na raspolaganje gi imate slednive kursevi: biblijska arheologija, biblijski proroštva, za verata i verovanjeto, biblijski sovjeti za zdravjeto, biblijski sovjeti za brakot i semejstvoto. Zapoznajte ja Biblijata, Sveto pismo na Stariot i Noviot zavet preko kursevite na internet ili v pečatena forma. Почитовни гледачи, продолжуваме со нашата програма. Денеска во нашето студио имаме гостин. Со нас е Александар Гоцев од Струмица. Тој веденови се наоѓа овде во Кавадарци, па неговото присуство ќе го искористиме да направиме еден краток интервју овде во нашето студио. Добро, Александар, кажи нешто повеќе за себе. На почетокот сакам да ви се заблагодарам што ме поканивте да бидам дел од вашата утринска емисија и воедно сакам да ги поздравам гледачите на вашето радио Гласот на надежта, кои што активно ве следат и дознаваат многу работи од секојдневието, од археологијата, од теологијата. И како што рековте, јас сум Александар Гоцев, роден сум во Струмица и до својата 19-та година живеев таму во Струмица, каде што завршив основно училиште, средно училиште, градежно геодетско и средно училиште завршив точно пред една година, па во септември почнав со моите студии во Белград. На теологија. Да, така. Што те потикна од еден таква средна школа што си ја завршил, да отидеш спротивно на теологија? Па желбата да му служам на Бог. Но исто така и таа љубов која што Бог ми ја даде кон луѓето. Затоа што го сакам Бога, но ги сакам и луѓето и сакам да ја делам таа радосна вест за Бога. И верувам дека Теолошкиот факултет во Белград е вистинското место каде што можам да растам и каде што можам да научам многу работи кои што можам да ги споделам со луѓето кои што даваат надеж. Така. Дали преку студиите на Теолошкиот факултет може повеќе да се запозне Библијата и самиот Бог? Да, секако. Теолошкиот факултет за мене е посебен факултет. На овој факултет не само што ние како студенти растеме интелектуално, туку фокусот е ставен и на духовноста, на нашиот однос со Бог. И сите тие предмети се со цел не само да ние растеме интелектуално, туку да порастеме и духовно и да можеме сето она што го учиме да го споделиме со останатите луѓе. Така, самиот збор теологија значи наука за Бога. Значи, Да. стриктно вие, освен тие теолошки предмети, имате и општи предмети. Учите јазици. Да, така. Зборот теологија е кованица од два грчки зборови теос и логос. Теос Бог и логос наука или збор за Бога. И да, имаме покрај библиските предмети, имаме вклучено и јазици, еврејски, грчки, англиски јазик. Исто така имаме дел предмети од библиска археологија, односно општа археологија, имаме психологија, имаме филозофија и како што реков, ние таму имаме прилика да работиме со прекрасни професори кои што ни несебично ни го делат своето знаење и ни помагаат да растеме интелектуално и духовно. Секако спомнавте јазици, бидејќи Библијата е пишувана на грчки јазик, старогрчки Новиот завет и Стариот завет на еврејски, сигурно вие не ги учите јазици да зборувате, него да ја тумачите Библијата, да правите екзегеза, така, да ги запознаете начинот на пишувањето на Библијата и да споредите денешната Библија со тие пронајдоци кои се од страна на археологијата. Па што сте откриле? Дали денешната Библија е веродостојна на оригиналот? Па, секако дека при преводот доаѓа до некои грешки, но грешки кои не се значителни. Така. Да, ние не учиме да го зборуваме. Ја завршив прва година и двата семестри учив еврејски јазик. Не научив да зборувам, но научив да можем да преведам. Научив доста зборови, научив граматика и сите тие граматички правила кои можат да ми помогнат
da na jedan povisoko nivo ja proučujem Библията и да дознам некои нови нешта од неја. Така. Убаво. Бидејќи еве студираш теологија, ја проучуваш Библијата, за еден христијанин молитвата е многу важен фактор. Па кажи ни еве за нашите гледачи од твој аспект, дали ја користиш молитвата посебно кога имаш предмети за полагање. Знам, кога сум јас учил, можеби тогаш уште повеќе сме се молели, зашто ете имаме терет. Така. Како предмети да ги положиме. Молитвата за мене представува едно посебно време во денот кога оставам се настрана и се насочувам кон Бог. Молитвата за мене не представува некој ритуал, некоја традиција, туку таа за мене представува разговор со Бог, кога јас можам своето срце искрено да го излијам пред Бог, да ги кажам сите мои проблеми, сите мои потреби кои што ги имам на мојот небесен татко, но исто така често пати се фаќам како се молам само за моите потреби. Но молитвата не служи само да ги изнесеме пред Бога потребите, туку да ги изнесеме и нашите радосни моменти, да му заблагодариме на Бог за сето она што тој го направил за нас и за сето она што ни помогнал да го постигнеме. Така. Значи, имаш искуство во твојот млад живот, посебно сега кога ова година е позади тебе, на овие теолошки студии. Верувам дека ќе имаш уште повеќе искуства во твојот живот. Добро, еве, една кратка порака на нашите гледачи во врска со емисијата, со верата во Бога, со молитвата, со неколку реченици. Да, секако, би сакал на крајот да го прочитам еден од моите омилени стихови, кој се наоѓа во Евангелието според Матеј во 11 глава од 28 до 30 стих, каде што вели вака: Дојдете при мене, сите кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. И она што сакам да го посакам или да го порачам на читателите и на слушателите е: Бог не повикува. Бог не повикува такви какви што сме, и тој знае дека не притискаат секојдневни терети, но тој е тука за да биде со нас и да чекори со нас во текот на целиот живот. Благодарам, Александар, за овој разговор. Почитувани гледачи, еве, тоа беше разговорот, интервјуто кратко со нашиот гостин Александар Гоцев, студент по теологија. Ти посакувам секој добро и успешни студии. Ви благодарам. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. Bez tebe sam nemoćna, izgubljena. Ja volim te, ja trebam te, i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Oče, nebeski oče, dugo sam
gdje spokoja nema za mene bez tebe. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. I svima želim priznati koliko sad mi značiš ti. Srce ti predajem i tvoja ostaje. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Najbolji otac si ti i jedini. Evo nepovtorno živo. Pozdrav od studijota na radio Glasna Nadešta od Kavalerci. Do svita vas, početovi gledajući, koji v međuvreme se vključivte i sledite našta programa. Sledova rubrikata da je zapoznajeme Makedonija, odnosno našte gradovi, sela, izletničke mesta. Deneska ke spomeneme nešto za gradot Kumanovo. Kumanovo je grad koji se nalazi v severozapadni, odnosno severoistočni delna Republika Makedonija Potoša. Znači, prema sever i graniči so Republika Srbija. Se nalazi v Kumanovskata kotlina. Nadmorska visina od 340 metri, pomegio rekite Lipkovka i Kumanovka. Kumanovo je tret grad po žitelji. Iako može bi ova brojka je stara od 2002. godina, sega Kumanovo je vtor grad v Republika Makedonija, znači posle Skopje. Ove podatoci što gi kažu vam se od 2002. godina, od predposlednji od popis, бидејќи минатата година се случи нов подпис во Македонија, но бројките се уште ги нема. Градот Kumanovo и седиште на истата општина. Според легендата, името на населбата потекнува од името на воинственото племе Кумани, кои во 1094 година наврлеле во овој крај, извесно време се задржале на ова територија на денешната Кумановска општина и пошироко. Постојат и други легенди како е основан овој град. Се претпоставува дека Kumanovo бил основано некаде во 12 век во близина на селото Жеглигово, со цел да го чува преминот помеѓу реките Вардар и Јужна Морава. Првите изворни податоци за Kumanovo представуваат се наоѓаат во турските пописни дефтери од 1519 година, во кои населбата се спомнува како село во состав на Горичката Нахија, која пак била дел од Кюстендилскиот Санџак со 52 семејства и околу 300 жители, како градска населба или касаба се спомнува во втората половина на 17 век. Се претпоставува дека населбата во овој период имала слабо развиено стопанство. Тоа го потврдуваат и патописните забелешки на Евлија Челебија од 1660 година, според кои населбата имало околу 600 куќи покриени со керамиди. Тој понатаму вели дека чаршијата ја сочинувале голем број на занечиски и трговски дуќани и дека во него има убава џамија, а самата населба била
obkružena su mnogo bavči lozija i golem broj vodenici. Во 1689 година, при продирањето на австриците на Балканот, водачот на востаниците од северниот дел на Македонија Карпош се прогласува за крал на Куманово, што покажува дека Куманово како населба била на добар глас, имено како сообраќаен крстопат имал значајна економска важност, каде трговијата била значително развиена. Со тоа успева да ги надмине конкурентните центри како што биле Табановце, Нагоричане, Стрезовце и Клечевце во својата најблиска околина. Таквиот стопански раст бил прекинат со австрискиот поход на Балканскиот полуостров, како и повеќето градови во Македонија. Куманово било во опаѓање, но не исчезнува како населба. После побуните, значи Карпошовото востание во 1689 година, настанува стагнација на градот и тој се до крајот на 18 век представува типична турска населба. И сега овде писателот Нови Тест ни дава историски преглед како се одвивале тие промени во самиот град Куманово, но еве доаѓаме до 20 век. Во близина на Куманово на 23 октомври 1912 година е одржани познатата Кумановска битка, во која турските сили биле поразени од српската војска и биле натерани на повлекување од оваа територија. Во близината на ова место, на наоѓалиштето кој се нарекува Зебрњак, е изграден споменик кој подосна делумно ќе биде разрушен од страна на бугарската војска за време на Втората светска војна. На 11 октомври 1941 година во Куманово и Прилеп започнала борбата на македонското население и таму пукнала првата пушка, значи во Куманово на 11 октомври и во Прилеп. По 1945 година Куманово доживува брз стопански, административен и културен развој. Има многу фабрики во Куманово денеска. Куманово е развиена општина, голем град. Еве според пописот од 2002 година Куманово имало 42.000 македонци, 18.000 албанци, турци 256, роми 4.042, власи 108, срби 4.727, бошњаци 14 и така натаму. Но велам дека ова е попис од 2002 година, а според новиот попис сигурно таа бројка е променета нагоре, бидејќи Куманово сега е прогласен за втор град во Македонија, потоа доаѓа Тетово, Битола, Прилеп и останатите градови во Македонија. Значи, во 2002 вкупно население 70.842 од 2002 година. Толку за Куманово, одеме сега да ја проследиме рубриката за здравјето. Како влијаат овошето и зеленчукот врз нашето здравје? Еден од најчестите лекарски совети е да се конзумира по едно јаболко дневно. Овошето е природен извор на енергија и повеќе од корисна е ваквата препорака. Но зошто да застанете тука? Како и секогаш, разновидноста е најважна, а постои голем избор на овошја што треба да се вкусат и во кои треба да се ужива. Најважно е да се изнедат нови начини за конзумирање на овоше во секојдневната рутина. Например, почнете го денот со парче овоше или пак додадете парчења банана и бобинки во житата. Збогатете го вашиот ручек со праски, круши или дињи или направете сладко од свежо овоше. Или пробајте риба или месо со сос од тропско овоше. Со други зборови, бидете авантуристи и откријте каков е вкусот на јапонските јаболка, сливите и урмите. Што советуваат докторите, како овошето влие врз нашето здравје? Овоше за здрави очи. Луѓето што јадат најмалку 3 овошни оброци секој ден го намалуваат ризикот од очна болест што често пати предизвикува слепило после 65-та година. Мажите и жените што јадат најмалку 3 оброци дневно
od koje bilo ovoše go namalovat rizikot od zaboluvanje na makularната дегенерација за 36% испоредено со лицата што ќе издадат само еден оброк овоше. Главни превентивни компоненти на овошето се каротеноидите, флавоноидите и така натаму. Фитоматерии. Едни од најпознатите се флавоноидите кои природно ги има во јужните овошја, кромидот, јаболката и грозјето. Индолот е друг вид на фитоматерија и се наоѓа во зеленчукот добиен со вкрстување како брокулите и прокулите и може да ве заштити од хронична болест. Каротониди. Најпознат е бета-каротенот и тој им дава боја на морковите и на другите портокалови, црвени и жолти производи, а во телото се претварат во витамин А. Лутеинот и зеаксантинот од зеленчукот, односно од зелениот зеленчук, и ликопенот од доматите може да ве заштитат од коронарно-артериски болести, катаракта, пегавост на кожата и рак. Изофлавони. Растителниот естроген се содржи во храната богата со соја и се смета дека ги има сличните ефекти како и естрогенот. Тој е користен за намалување на крвниот притисок, намалување на ризикот од рак на дојките поврзани со хормоните, ендометриумот, простатата и ослабува од симптомите на менопаузата, влакната, фолатите и калиумот. Ете, може да читаме уште повеќе совети зошто овошето и зеленчукот влијат на нашето здравје, зашто се полни со витамини, природни лекови кои Господ ги создал и ги вметнал во тие зеленчуци и овоше што нашата земја, бар Македонија, е полна со ова здраво овоше, пазарите се полни. Затоа, еве, да донесеме одлука, почитувани гледачи, да го користиме овошето разновидно. Не мора само да биде банана, како овде што прочитавме. Може да помешате бобенки, жито, круша, и други овоше што ги има на овие простори. Еве толку за ова рубрика, одеме сега повторно со песна, потоа ќе се вратиме да ја проследиме и последната рубрика во нашата денешна емисија. Thank you.
Еве неповторно во живо, почнувај гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежда. Следува последната рубрика во денешната емисија, програма која се имитува секој ден, како што веќе постојано нагласуваме, ова емисија се имитува од понеделник до петок. Следува рубриката за археологијата, го следиме животот и работата на апостол Павле. Само кратко ќе споменеме дека Павле на своето трето, а ги имал повеќе такви мисионерски патувања, значи за време на третото мисионерско патување, пристигнал во големиот град Ефес, каде што ја основал заедницата на Божиот народ. Може да читате во книгата на Дела на апостолите, 19 глава од 1 до 7 стих. Описот на Лука за тригодишната активност на апостол Павле на ова место се покажало како точен во многу детали. Например, Ефес бил познат како центар на суеверие и магични уметности. Брус, тој е археолог по име Брус, истакнува дека во делата на антиката изразот Ефезија граматика најчесто се користеле во врска со документите што содржале волшебства и волшебни привлечности, како што се долгите волшебни папируси пронајдени во колекциите во Лондон, Париз и Лајден. Во Ефес имало храм на божицата Артемида или Дијана и се сеќаваме дека Димитрije Сребрениот беше многу вознемирен од проповета на Павле, велејќи овој Павле заведе голем број луѓе со своите убедувања, велејќи дека оние направени од човечки раце не се богови, и ова ни се заканува со факти дека не само нашиот занаед ќе дојде во презир, туку и храмот на големата божица Артемида нема да значи ништо, а величествената на оној што го обожава цела Азија и универзумот ќе биде срушена. Значи, овде овој човек кој го спомнува апостол Павле во Дела на апостолите се помолил против самиот Павле, зашто проповедал друга наука, апостол Павле, против волшебствата, против гатачите, бајачите, така натаму, и затоа тој се уплашил дека ќе остане без приход. Тоа е потврдено, како што кажува и овој господинот Брус, дека се пронајдоци мимо Библијата за таквите волшебства, дека биле обожавани во Ефес. Сребрените парички, пронајдени на разни места, ја покажуваат таа вистина на изјавата дека божицата во Ефес се обожавала божицата низ целиот антички свет. Тие содржат надписи Дијана, Ефезија. Како резултат на овие обвинувања, градот беше зафатен од немири и огромна толпа се упати кон театерот. Овој огромен театер, каде се случиле немирите, се наоѓал на нежната падина на планината Божур. Имало диаметар од 150 метри, седишата биле поделени во 3 дела по 22 реда, така што може да собере околу 25.000 гледачи. Орнатините што можат да се видат денес представуваат реконструкција што се случило во деновите со апостол Павле, но планот нова структура е зачуван практично непроменет уш од времето на апостол Павле. Значи археолозите ја реконструирале тој театер и е докажано дека тоа постоело. Така да, почитувани гледачи, се оно што Библијата го запишала е веродостојно и можеме денеска на Светото писмо да ја веруваме 100%. Еве полека дојдовме до крајот на оваа денешна емисија, почитувани гледачи. Сакам да ве поздравам, односно да ги поздравам оние кои денеска го прослуваат својот роден ден, а на сите вас ви посакувам убав ден. Повторно ќе се видиме во среда. Значи, утре ќе имаме една кратка пауза, нема да емитуваме програмата, но затоа, ви закажувам нова средба, се надевам, повторно ќе бидеме во среда, во исто време, на исто место. А до тогаш, секој добро. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија,
библиски пророштва за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.